приоритет на Судскиот совет и мој личен приоритет е да успееме да направиме чекор напред во борба против корупцијата. Знаете дека Судскиот совет донесе акционен план, верувам дека сте запознати, и еден од првите мои чекори ќе биде да имплементираме, да почнеме со имплементација на тој акционен план. Има начини, има механизми, злото, наречено корупција, мора да се сузбие. И тука нема простување. Оној судија кој ќе биде корумпиран врз основа на факти и докази утврдени, за него ќе биде широко отворена вратата за надвор за излез во судството. За корумпиран судија нема да има поправен испит, нема да има втора шанса, нема да има поблага казна, едноставно ќе му биде речено не, ти не заслужуваш да бидеш судија. Кога станав член на Судскиот совет, па и денес ниту сум била член на политичка партија, ниту сум обавувала некоја партиска функција. Предпоставувам дека вашето прашање се должи на една фотографија што излезе во јавноста. Меѓутоа, знаете како фотографијата на било кој од нас со одредени лица од политиката, од разни лоби групи или бизнис заедницата не може да остават етикета и да стекнат печаток дека сум припадник на политичка партија. Јас со мојата работа до сегашна како член на Судски совет докажав дека не сум припадник никаде, имам интегритет, стручност и знаење, тоа ми е патоказ во понатамошната работа и ви уверувам дека пред мене единствено стои законот и никој друг. Само да разјасниме, тврдите дека не сте биле дел од таа правна комисија, дека таа фотографија не отсликува состојбата? Значи ви кажав, и кога ме избра, го кажав, тоа и сега повторувам. Не сум член на било која политичка партија, ниту сега, ниту при мојот избор како член на Судски совет, и тоа прашање веќе апсолвирано. А таа фотографија не може да даде впечаток дека или од било која фотографија да се стекнува впечаток дека сум дел од лицата што се присутни на фотографијата. Ние како граѓани, како интелектуалци, како дел од овој систем, сме симпатизери, сме гласачи на избори. Значи, ние симпатиите ги стекнуваме врз основа на вашата перцепција во медиумите за одредена политичка партија кога е дел од изборниот циклус. И моето мислење го градам врз основа на цела моја перцепција. Јас на избори уште од 18 години учествувам на избори преку моето гласање на избирачкото ливче и не гледам тука ништо спорно и понатаму ќе продолжам, значи и како член и како председател имам право да гласам на избори.